Дали да купам стан во Скопје или Солун? Ова прашање си го поставуваат граѓаните откако цената на метар квадрат во метрополата стигна до 2000 евра квадрат. Високите цени во населбите како Карпош центар, аеродром и кисела вода влијаеа и на покачување на квадратот и во понеатрактивните населби како Ѓорче Петров и Автокоманда, но и таму не може да се најде недвижнина под 1100 евра за квадрат. Експертите поделени, за едни чудно е како може луѓе со ниски примања да купуваат толку скапи станови, за други пак логично е пазарот да ја диктира цената. Не знам од каде се ова, која е логиката више на луѓето да купуваат толку скапи станови. Затоа што гледам дека логично, значи 1/3 станови во Македонија се празни. Дали имаме потреба од толка број на станови? Дали јавниот интерес и јавните простори се задоволени? Скопје мора да веќе да размислуваме за затворен град, да го затвориме. Ние не можеме да збориме сега само за станови и за градба, кога гледате дека Скопје више не функционира. Мора да ви кажам дека, например, она што го знам, Словенија и Хрватска, на ова ниво се, као кај нас. Ама да не збориме која е Словенија, која е Хрватска, која е стандардот. Граѓаните се жалат дека становите во Скопје никогаш не биле поскапи и дека цените стигнале до плафон, а за тоа доволно зборуваат сумите што секојдневно се среќаваат по огласите за продажба на недвижности. Многу е нереална цената. Та трговија мегаломанска на урбана мафија. Што они ги градат, оние тендери ефтини ги земаат и градишното и не може да ги продаат и така остануваат празни. Мислам дека е превисока цената, јас не одам на исто купував стан и се соочив со истата ситуација. Првиот статистичар во земјата вели дека последниот попис покажал дека има многу празни станови како дел од семејни куќи или станови во постари градби, а речи си да нема слободно место во поновите модерни градби. Како економиска ви кажам дека токму пазарот ја определува цената. Значи никој нема да гради ако не може да продаде. Треба да малку да бидеме внимателни кога говориме за тоа што значи празен стан, бидејќи под празен стан се подразбира дел од индивидуален објект, куќа која што ние народски ја кажуваме, примерно ако на 2 спрата, едниот спрат е по стандардите на стан, посебна стамбена единица, ама го користи домаќинството, меѓутоа не можете вие да го смесите едно домаќинство во 2 стана истовремено да биде, мора да биде смесено во еден. Последниот попис покажа дека во Македонија 1/3 од становите се ненаселени. Во Скопје има 213.000 станови, од кои 43.000 се празни. Иако експертите не можат да предвидат конкретно за колку и кога становите ќе се намалат, сепак очекувањата се дека по 2025 година може да се очекува стабилизација и благ пат на цените, затоа што тогаш е предвидено бројни стамбени комплекси да бидат завршени.